Улиците во центарот на Штип се уште се со песок, што представува опасност за возачите и учесниците во сообраќајот, посочија денеска на пресконференција од Општинската организација на СДСМ Штип. Согласно законот, велат во рок од 24 часа улицата требало да се врати во правобитна состојба, додавајќи дека штетата е голема од течењето на нафтата. Јорданов, наместо да се фали со шминка, а генерира бројни афери и кривични дела, да одговори на следниве прашања. Дали во текот на вчерашниот ден на терен е излезен општински и државен инспектор за животна средина? Дали има согласност од сопствениците на цистерната со нафта за нејзина дислокација? Дали улиците ќе се вратат во правобитна положба после оваа еколошка катастрофа што се случи вчера? Зошто не беше организиран сигурен и безбеден начин на транспорт на цистерната со соодветна сигнализација? Штетата е голема по животната средина, како по улиците каде што се движат граѓаните, така и во речниот свет, каде низ атмосферските води течело нафта. За сите овие злодела, во текот на утрешниот ден, ќе биде поднесена кривична пријава против Јордан. Како локална самоуправа го слушаме гласот на граѓаните и одговараме на нивните потреби. Штип наскоро ќе има 3-катни гаражи, вратија од кабинетот на градоначалникот. Штип наскоро ќе има 2-катни гаражи, а во тек е проектирање и на 3-та катна гаража. Како локална самоуправа го слушаме гласот на граѓаните и одговараме на нивните потреби. На Штип ја ни им е доста од деструктивни политики и негативни кампањи од страна на луѓето од СДС, кои во минатото имаа можност да направат нешто за градот, но потфрлија на сите полиња. Доказ за нивната неспособност и деструктивност се клиничка болница, затворениот базен, жичарата на Исарот, аквапаркот на Суетлак и уште многу други лаги нереализирани проекти. Затоа за неколку денови од сега ќе бидат само едно лошо минато, вратија од општина Штип. Цистерната кај намата беше дислоцирана вчера, а препирки меѓу власта и опозицијата на оваа тема имаше и во текот на вчерашниот ден.